Përshëndetje të nderuar e enjte, termini i zakon për emisionin Rruga Drejt. Jemi këtu sonde për diskutuar mbi zhvillimet e fundit politike. Sigurisht me tekst veçantë do të ndalemi tek paralajmërimet e opozitës për aktivimin apo mos aktivimin e bombës. Pse Zaevi nuk ndërmerr hapa konkret, por mbetet ende në paralajmërime. Me mua sonte në studio janë tre mysafirë, zoti Mirsel Bilali, mirësevët, zoti Sasha Ordanovski, mirësevët, dhe zoti Ljub Çuzikov. Dobro večer. Dobro večer. Rekovме ќе збориме за актуелните политички случувања, но ќе почнеме со тоа што е исто така доста актуелно. Бомбата најавена од Заев, зошто се уште не ја објавува, не реши да пукне таа бомба. Веќе од вчера јавно ВМРО ДПМН ги прозва да не чекаат, туку да излезат и да ја активираат таа бомба. Вие имавте еден баш надпис токму за оваа тема. Па јас само напишав тоа што веројатно Поло Чачијата веќе го знае, нели така. Ја не ми е јасна стратегијата на Заев, да бидам до крај искрен. Мислам, не ми е јасно што е чекањето и ако веќе тоа го најавувате, зашто не го правите. До таму да сега и ВМРО почнува веќе да помалку ги, како да кажем, ги завитлава во смисла аман стратегијава што е како и така. По тоа што јас го насетувам и така, тоа ќе биде тоа еден голем контингент од разноразни документи, докази и така натаму кои што се врзани за политички процеси, за избори у Македонија, за да кажем за следење на одредени комуникации и така натаму, и тоа од тоа ја што можем да го сватам, нема да биде некаква бомба која што на една пресконференција ќе се раскаже, веројатно и тоа им еден од факторите зашто одлагаат, доколку се спремаат нешто да изнесат, но мене да ви кажем право, во политиката тој тип најавување на такви експлозивни работи и така натаму, понекогаш ме тера да помислам дека на крај ќе биде поголема бука пред најавата, поголема врева отколку што самата бомба ќе предизвика. А особено што не сум сигурен веќе јавноста во која состојбе, во смисла да може да прифати, да вреднува и да оцени тој тип на скандали, какви што се најавуваат. Така што постанува да видиме што ќе биде. Мислам, веројатно ќе отвориме расправа, па ќе кажеме нешто повеќе. Како гледате на ваквата ситуација, на лидер на опозиција кој што веќе 2 месеци не најавува нешто големо, а се уште не се решава на конкретен чекор? Па, мојот став во суштина во еден добар дел кореспондира со ставот на Сашо во тој дел, а и тоа е ставот на пошироката македонска јавност, која можеби како опозицијско движење е присутна нели во пошироката јавност во Македонија како став на едно опозиционо движење кон власта на Никола Груевски, меѓутоа се повеќе и повеќе, се помалку и помалку му даваат доверба на Социјалдемократскиот сојуз во моментот. Значи, паралелно на сите овие процеси помеѓу ВМРО, СДСМ, ДУИ и ДПА, во Македонија се случува еден тивок процес на ферментација на политичкото мислење, кој на крајот на денот, можеби после X време од денеска, кога би доаѓало до некакви промени во Македонија, не мора да значи дека на тој бран ќе седне СДС, па СДС ќе дојде на власт. Сега, тој процес веројатно во СДС го гледаат. Што се однесува конкретно за бомбата, настав сум дека бомбата експлодираше на денот кога е објавена, практички, дека постои. Значи, таа афера е издишана во тој момент. Афера така не се објавува по ниеден критериум, значи ако постои таков тип на афера или, како што вели Сашо, серија такви некои случаи кои треба да бидат објавени, тоа така не се објавува. И тоа на Балканот во сите случаи каде што имало такво нешто по кое паѓале премиери или председатели, тоа било блицкриг акција која се случува. Например, да се сетиме само на апсењето на босанскиот председател, кој се случи сабајлето, човекот си дојде на работа и влегоа тие сипа неговите внатре во Босна и Херцеговина, како ускок во Хрватска, што го апсеше Санадар, и го апсија актуелниот председател на државата. Значи го апсија, добро, го пуштија, после мислам дека истиот ден го пуштија или утре дента, меѓутоа факт е дека беше уапсен. Значи, кога нешто правите и не го објавувате. Заради тоа што и да не ме сватат сега службите и да не ме свата јавноста погрешно, меѓутоа, знаете, во имперфектни општества, какво што е ова општество, со свој многу
демократски мани, дури според некој според еден дел од јавноста. Кај нас малку се измешани, да треба братучето да го апси. Ако не се случи така. Затоа реков имперфектни општества. Таква е состојбата во наше општество. Меѓутоа, ова е општество со големи дефекти. Знаете, да објавите во вакво општество сериозна работа, како што Заев се обидува да ја објавува. Јас се плашам дека и пострашни работи може да се случат на денот кога вие тоа го најавувате. Знаете, не ќе ми да помислам што све може да се случи. И затоа, да заклучам во овој дел од дискусијата, да се приберам малку со моите ставови, нели, како велат, сето ова е за мене една голема фарса. Пред се ќе бидам храбар и ќе кажам дека ова е за внатрешна употреба во СДС. Ова е нешто што сега ги држи на лажиче еден голем дел од членовите на СДС кои веројатно климаат со поддршката према Заев во моментов. Или на пратениците кои што се мислат дали да се вратат, кои дневно размислуваат да се вратат назад. Заев ги држи под некаква контрола до оној биолошки термин кога треба да уставот да реагира. Веројатно не знам кога е тоа според законите, али мислам дека се ближи тој термин. И тоа би било тоа. Потоа аферата е издишана и сето тоа што ќе се појави во тој политички процес потоа од устата на Заев на пресконференција, веројатно ќе биде искористено во некоја кампања на некои идни избори кои биле. Мрсен? Po mirë, nuk jem ekspert për aktivizimin e bombave dhe në aspekt teknik t'jap komentaret e mia në këtë drejtim, por në Maqedoni faktikisht kanë eksploduar dhe shumë bomba më të fuqishme të cilët nuk i ndjejmë dhe nuk i përfillim, ne kemi eksplodime gjithanshme në çdo segment të jetës dhe atë as e dëgjojmë, as e shijojmë, as e përjetojmë. Për shumë, ne kemi një avari serioze në aspektin ekonomik, ja tani 10 vite, pra kjo strukturë menaxhon me shtetin, jemi në 10 shtetet më të mbetura në botë. Ndër 5 shtetet me regjim më totalitar në botë dhe me gjysmë milioni pratëri cilët e kanë lëshuar vendin, ma eksplodim, ma bombë madhe se kjo mund të ketë, pra nuk ka, megjithatë të ne njerëzit vazhdojnë të jenë indiferent dhe sikur janë mësuar me bombat jetojnë. Tash nëse jap drejt vetvetes që të bëj një farë ekspert i vogël, edhe thash nuk jam ekspert, mendoj se diçka do të ketë në drejtim. Informatat e mia me siguri shumë të vogla janë, por megjithatë mund të hetohet se ka diçka në drejtim, nuk jam i bindur se një bombë do të eksplodon. Shumë më para dësha thënë se ajo mund të jetë si mjet kuzues për bisedime, pra, për të realizuar qëllime të caktuara për një transfer mundshëm pra të pushtetit, sepse kjo strukturë që tani menaxhon me shtetin ka humbur edhe kredibilitetin politik edhe moral, pra. Kështu që mendoj edhe nga vetë fizionomia e tyre mund shihet definitivisht si mund ta kenë kredibilitetin kur në zgjedhje ajo fiton shumicën vazhdimisht. Nuk bisedoj për legitimitetin në kuptimin elektoral, flas për legitimitetin moral, por edhe kredibilitetin, i cili a ka moral politik? Pjesërisht ka. Hitleri, për shembull, në çdo zgjedhje delte, me siguri se në mënyrë fantastike do triumfonte. Është ajo, pra. Ne politikët duhet trajtojmë jo nga aspekti i numrave dhe përqindjeve të votave, por nga aspekti i rritjes, zhvillimit, standardit jetësor. Këtu nuk e kemi. Sa ka të dodate neshtë? Ja, видите, мислам, ние сите се согласуваме околу тоа дека јавноста е на начин еден умртвена и дека овој тип на експлозии, бомби и така натаму, и се согласуваме дека не се најавуваат така и сето тоа. Јас сепак не мислам дека е беззначајно тоа што ќе се објави. Ако е точно тоа што се најавува... Ќе го земеме за пример тоа што се случи за време на кампањата. Кога објави една, ако може да наречеме така, бомба Заев, со случајот Македонска банка и видовме што се случи. Да. И бомбата му пукна во рака и го чинеше 50.000 евра. Така е, меѓутоа, знаете како е, тоа е во тој момент е така. Од друга страна на јавноста и стана јасно што е приказката Македонска банка. Значи, сакам да кажем, не може да се надминат сите штети што ќе ги предизвика банката за власта. Видите, на крајот може да власта ќе успее да исконтролира, ќе направи контракција, сигурно. Ќе нападне, ќе уапси тој ден некого следниот ден и така натаму и така натаму. Меѓутоа, факт е ова што го кажува и Месел. Значи, нив работите им одат надолу.
И овој тип на второ, видите, ако таа бомба подразбере докази за местење на избори, ако таа бомба подразбере докази за фалсификување на важни документи, ние сите ќе се веселиме, ќе се забавуваме, били еден дел од јавноста со, не знам, прислушкувањето, таму имало не знам колку амбасадори, не знам колку новинари. Ама работата е што се прислушкувале меѓу себе, ако се прислушкувале. Работата е што не се прислушкувале само приватно и политички, туку сега веќе и бизнис има тука елементи и така натаму и така. Затоа велам, ќе видиме што се ќе излезе од тоа. Лично мислам, видите, мојот впечат дека оваа власт нема да падне заради тоа ако некој нешто такво се наде. Заев, ако го слушаме внимателно, што изјавува, он тврди дека доказите се толку силни што за 3 дена он треба да си поднесе оставка, премиерот. А од друга страна вели дека тоа ќе влијае на меѓуетничките односи. Што може да влијае на меѓуетнички односи ако е прислушкување? Видите, да ви кажем, ова не е демократска земја, за да вие можете да ги анализирате последиците од таков тип на скандали во некакви нормални демократски услови. Ова е една автократија во која што поинаку функционира јавноста, поинаку функционираат институциите, механизмите и така натаму. Бидејќи, тоа го видовме во случајот на Македонска банка, значи судот реши да не ја прифати снимката која што е меритумот, која што е предметот на судењето. Да не го прифати главниот сведок, судот едноставно го одби, кој што ја дал снимката. Судот кој што треба да има интерес да открие вистината и да каже, ај ти главен сведок дојди, кажи што ја му ја дадов на Заев или не, он не му ја дадов. Едноставно судот не го прифати. Значи, вие имате институции кои одбиваат да се занимаваат со тоа што има работа. Така што сакам да ви кажам, но гледайте, јас сум сигурен дека господинот Груевски и неговата цела екипа и така, они се вешти во тоа да ќе го демфуваат, да ќе потиснат ефектите, ќе ги распоредат, ќе направат други, ќе нападнат, се што треба ќе направат. Но во крајна линија тоа нив понатаму им штети. Видите, ако е тоа навистина ова што Заев го говори, ова што го слушаме помалку и така, сите чекаме да видиме што е и колку е, тоа е нешто што не може да биде без штета. И второ, важно е да се види во друга страна и што СДСМ ќе објави, а што нема да објави. Видите се, знаете како и ние ќе разговараме за тоа и од кога ќе направи серијата објавување на тоа што го имаат. Па ќе видиме што нема да објави, оти ќе биде интересно да се види таа селекција на објавени и необјавени работи. Во секој случај тоа ќе биде една тема која што ќе преовладува во неделите што доаѓаат од како ќе објават и таја мислам дека ќе има на еден среден рок последици политички. Она нема да предизвика. Зиков, може ли нешто вакво да ни влијае толку многу за да падне влада кај нас? И Сашо спомна и сите знаеме колку демократско општество имаме кај нас и колку имаше последици партијата на власт со објавување на една афера за време на кампања. Значи јас пак ќе го спомнам Балканот и сакам малце да се навратам потоа на Македонска банка, бидејќи тоа е специфичен случај на афера која повеќе од 10 години е актуелна во Македонија. И зафаќа период на 2 влади, на 3 влади, да не забораваме. Значи тоа се 3 влади, владата на Љупшо Ѓоргиевски, владата на Бранко Црвенковски и владите на СДС тие уште 2 и потоа владата на Никола Груевски. Меѓутоа, што е поентата сега околу овие афери на Балканот? Значи, повторно ќе се навратам на она блицкриг акција, значи каде што имате и меѓународна поддршка во нешто, силна меѓународна поддршка, ако постои проблем за оставка или за таква работа, тоа се случува. И тоа се случи, например, и со Бугарија. Значи, пред 2 години, кога Бојко Борисов во предвечерието на изборите, ако не се лажам, Сашо, така беше, Версел, кога ги најдоа ливчињата во печатницата и така натаму, па си поднесе оставка, сега дојде на власт, добро, распоред на сили е политички на крајот на денот и да не забораваме, тоа е Европска Унија, таму има веќе некои демократски лостови воспоставено, така да има она ретерн движење, значи што може да се добијат. Македонија далеку од Европска Унија, далеку и од преговори. Овде е се уште темно. Значи, ваквите рефлектори ги немаме запалено. Значи, овде се случуваат процеси, што рекоа моите соговорници, пријатели вечерова, значи, кои се антипроцеси, антидемократски процеси. Сиромашна земја, чија економија паѓа секојдневно. Таа е, луѓето овде, значи, во СДСМ деновиве се случува, оно што во ВМРО веројатно подолго време се случува, а со цела Македонија 23 години се случува. Тоа е вид на семејно насилство. Значи, тоа е нешто што сега граѓаните, ова е силување сега, бомба, треба да експлодира бомбата, имаме докази по кои Груевски ќе падне, кажи ја, излези.
не ја најавувај така. Значи, или молчи до моментот додека не решиш да ја најавиш. Значи, па потоа отпочне го процесот. Вака ја држите јавноста во заложништво, мислам дека он се обидува да хомогенизира поголемо членство, поголеми симпатии околу неговиот наод, нели што го има во тоа, и јас тврдам дека во тоа не успева, него секојдневно губи со чекањето на сето тоа, и на крајот и да ја објави. Еве да е некоја шпиунска афера, да речеме, хипотетички дека има прислушување. Може оваа власт сега да излезе утре на преси да рече да бе, прислушуваме, па што? Еве судски налог за таа работа. Значи, до тој момент дојде на Македонија во тоа. И сега ние нагаѓаме дали Груевски ќе падне. Нема да падне заради таков тип на бомба, освен ако бомбата не е навистина нешто бомбастично, нешто што може да граничи со лудило во оваа држава, значи нешто што ќе излезе вака на екран инфлангранти да го видиме, и каде што утре меѓународна заедница, Вашингтон, Лондон, Брисел, Москва ќе се згрозат од целата таа работа. Ама Заев, токму поради тоа он смета дека ќе се дестабилизира земјата, дека ќе има последици по меѓуетничките односи, ако он излезе и објави нешто тако. Значи, не можете да знаете што? Има една, денови ја видов една изрека, вика војник кој има што да изгуби не е силен војник. Значи не можете да видите војник, да влезете во борбата, а да калкулирате со тоа што губите. Значи јас се сеќавам на едно интервју кај колешката Оливера Трајковска, сега скоро, мислам дека тоа е последното интервју на Заев дадено, каде што тој калкулираше со преговорите со Груевски и дека кога ќе дојде на таа некоја четврта, пета точка во столбовите на ЕД, дека тогаш ќе го уцени Груевски со аферата. Значи, хипотетички замислете дека сега Заев утре доаѓа на власт, Груевски паѓа. Замислете оваа технологија на владење, каде што вие на јавноста не и кажувате ништо во суштина, тоа го криете зад завесата, а е бомба. Значи не можете така, ќе играте играта до крај по цена прагматички и на нарушување на меѓуетничките односи, ако треба вистината да излезе на површина. Прв пат ли ќе ни биде да ги нарушиме меѓуетничките односи? Ќе ги нарушиме и ќе ги склопиме пак после на договор. Значи не е спорно во оваа држава 23 години, на 4 години се нарушуваат меѓуетничките односи, таарни да не се сега. И почесто од 4 години. Тоа. И сега за Македонска банка, само уште една поента, Мерсел ќе ми прости. Значи, не е точно дека тоа е бомба. Значи, Капитал Медиа Груп, Капитал весникот, има напишано вкупно 420 страни за аферата Македонска банка. Ги броевме на работа. Значи, од моментот кога е купена, у времето на Љупчо Георгиевски преку оние шоферите, Војо и рататата, значи до моментот кога е објавена бомбата. Знам езикот, ама првпат се појавува сведок кој што посредувал и носи снимки за посредување за наводно зимање на мит. Да кажам. Значи сите ја знаеме аферата, ама судот одбива да се бави со ова ми беше поентата. Тој тип на проблеми кои се пакуваат како бомби за хомогенизирање на симпатии и членство. Таму во суштина постојат дела. Значи секаде во Македонија во сите тие случаи кои што се објавени до сега, афери кои не се процесуирани во политичката јавност, на пример, медиумот ќе објави и ќе издише аферата. Таму не до крај има и застарување, таму има нови аспекти на фаќање на работиве. Јас мислам дека и самата аболиција на Зоран Заев и таа има своји други аспекти. Мислам дека и Зоран и заради тоа претседателот на Социјалдемократскиот сојуз ја нема силата да биде вистински војник до крај. Начинот на неговото владење. Добре, ние во Балканот сме специфични и посебни, имајќи преди што се случи со една афера во Албанија со Илир Мета, ако памтиме, му извади исто снимка како зима подкуп и стана претседател на собранието. Ето тоа. А мунтке дичкат мала ќе мунти преке да мрдање дретники. Мендој се, nuk jam I prirë ta të vlerësoj diçka qish përpara pa I pas argumente deri në fund, se për çka është fjala, por objektivisht do të ishte deri në fund, jo serioze, nëse lider pra I partisë opozitare del me një vlerësim pra deri skajshmërisht pra për opinionit ndishëm dhe mandim në esencë pra nuk kemi diçka të jashtëzakonshme. Unë pajtoj me realitetin se ne nuk kemi opinion publik I cili pra është sensitiv dhe I ndishëm, qoftë dhe I bombë shumë, me eksplodim shumë masa, do të zgjat 2-3 ditë. Por jam I bindë se ka diçka në brendi tjetër në atë bombë,
e cila mandej pra seriozisht do t'i drizte themelet e shtetit dhe nuk bisedohet në atë brendit bombës për ndjeshmëri të aspektit qytetar, pra, cilën shumë shpejt e harrojmë, po më duket të aspektit ndëretnik që mund të jetë një vrull i atashëm. I vetëdijshëm se kjo mund të jetë, nuk e them me 100% siguri, atëherë përsëri e potenciat që thash pak më parë, thellë jam i bindur se një bombë e tillë nuk do të eksplodon, bile dhe nuk duhet të eksplodon. Nuk pajtohem me atë se ne çdo ditë kemi ngatresa ndëretnike, objektivisht ndoshta pjesë të tive dhe vetë i kam menaxhu kjo strukturë që udhet me pushtetin, duke marrë persona të mitur, pra të paritur, cilët nuk janë përgjes para ligjit, që të krijojnë skenat ndryshme të incidenteve, të rrahjeve, e kështu me radhë që të ushqehet regjimi, pasi ky regjim nuk mund të ekzistojë pa nacionalizëm. Praktikisht, nëse nacionalizmi tërhiqet ti regjimi, unë me se brenda një jave duhet të pikon, pasi nuk ka me çfarë rezultati tjetër të ekziston. Prandaj, përsëri potencioj, më tepër pra kjo bombë do të jetë një pazar politik, mundësish pra që Gruevski, që besoj definitivisht ndoshta i lodhët me shumë aspekte të menaxhimit të keq, sidomos ti, i vetëdijshëm se pra çdo shtyrje matutje e gjenjes më shumë mund t'i kushton regjimit dhe ndoshta mund bëhet në një tregti ndërtim të asaj, pra personalitetin tim mos e prekni edhe xhepat relativisht mos i prekni dhe unë jam i gatshëm të shkoj dhe bombat mos eksplodon. Ndoshta edhe mund edhe të jetë kjo. Mirë, shkova për të bërë pauzën e parë për reklama dhe kthehemi në studio për të vazhduar bisedën me mysafirët. Kthehemi në studio për të vazhduar bisedën me mysafirët. Diskutojmë për paralajmërimet e opozitës për shpalljen e një afere të madhe, gjithsesi shpërthimin e bombës që e paralajmëron Zajevi. Во текстот што го напишавте, вие тврдете, односно пишувате дека со објавувањето на бомбата или со активирањето на бомбата у најголем удар ќе биде братучетот. Слушайте, целата чаршија говори дека голем дел од бомбата се во суштина работи кои што се прибирани од страна на во еден континуум, во еден подолг период од страна на тајните служби. Текстот ја што го пишував и што предизвика прилично внимание дури на мој изненадување, токму говори за тоа што се случува на демократски земји кај што тајните служби добиваат диспропорционална улога. Знаете, тоа се земји во кои процесите не се контролираат преку идеи, туку се контролираат преку луѓе. Тоа се земји во кои бизнисот не се контролира преку нормално развој на пазарот, туку се контролира преку разноразни полги кои што се покренуваат. Судството исто така, новинарството традиционално и така натаму. И затоа вие имате земји во кои што секој го знае името на бодигардот на премиерот, а прашите го за името, да речеме, на председателот на антикорупцијска комисија, од 10 души ни еден нема да знае. Вие затоа вие живееме во земја во која секој знае кој е Мијалков. Разбирате, значи Мијалков е дека институција, дури не сум сигурен дали ни самиот Мијалков тоа го посакува. Меѓутоа, оние веќе дигнат паралелна институција до собрание. Ако направите анкета меѓу граѓаните и ги прашате вака искрено, што мислите, која е поважна институција у Македонија? Собрание на Македонија или Мијалков? Јас сум сигурен дека пата тука, ако ништо друго ќе биде резултат. Тоа се недемократски земји, во кои што не функционираат процеси, институции како што треба, во кои што доаѓа до гличови, доаѓа до затнување, и затоа потоа овој тип на служби кои што во принцип во секоја држава постојат имаат своји уставни и потребни функции, доаѓаат во една диспропорција. Контролата врз нив во Македонија комплетно не функционира. Двете парламентарни комисии кои што би требало собраниски да ги контролираат со години не заседавале. Нема никаква контрола врз трошење на нивните средства. Нема никаква политичка контрола. Некој може да замисли дека може да речеме Гордана Јанкуловска нешто да му каже на Мијалков и да тоа, не знам, ние сме овдека луѓе кои се разбираме колку толку политика. И сега, во таква ситуација, затоа ние сме доведени до ситуација да разговараме за бомби. Во нормални општества нема бомби, во нормални општества постои процес на дебата, да диалог, на како да кажеме, жестоки конфронтации, меѓутоа ние чекаме сите да падне бомба од небото и да ја разреши ситуацијата во Македонија. Нема да се случи. Да само уште повеќе ќе ја влоши, затоа што пак ќе кажем, во недемократски држави не паѓаат режимите со овој тип на афери.
кога ќе се соберат долу на улицава, како што се собераа, гледате го однесувањето на ВМРО ден после 3-4-5 студенти. Па сега гледаме дека можело екстерното и да се повлече, да се сега они сега ќе почнат да дискутираат, уствари да се договориме што да биде. Некога го предлага и кога мислеа како со декрет уставен, танк, ова ќе им се собраа 3000 луѓе. Ама ние очигледно имаме две влади. Тоа го предложи Дуи, па сега Груевски. Па истото важи за Дуи, погледнете го министрот на Дуи кој што го брани тој концепт кој што практично не е ни негов. Сега, како да ви кажем, Абдулачин е таму излетан, го брани со цело срце концептот на екстерново, кој што он го наследи пред 2-3 недели, кој нема поема што е. Сакам да ви кажам, значи, во такви општества како што е нашево, кога ќе излезат таму македонци и албанци на улицата у добрен број илјади, ќе видите како ќе се одвива потоа политичкиот процес. Дали тоа начин дека може само да се смени власт? На улица. Заедно сите незадоволни. После 9 години владење, после кумулирање на незадоволство тако како што во моментот очигледно постои, значи во општеството, со тоа што јас повторно ќе потенцирам пошто ми е важно за мојата теза, вечева што лично мислам, тоа незадоволство не оди само во правец на владата и на ВМРО ДПМН, тоа е генерално од политиката, тоа е една анксиозност на општеството кое веројатно бомбата нема ни да ја почувствува на тој начин како што и на почетокот беше кажано, кога ќе биде објавена, и она како вели народ 5 минути дојдоа, ама ја не ги видов, значи во целата работа, ние сме сега во таа точка. Она што се случи дека беше подсетено ова со многу добар пример ова со екстерното тестирање и реакцијата на студентите. Значи тоа е првиот знак во 9 години што покажува во каква точка е доведена сега власта, значи и да и ја така го доживеав денешното обраќање на премиерот, дека веќе е пронајдена некаква слаба точка во владењето, цури некаде во тој дел. При тоа не би рекол дека е тоа ради двете влади што постојат во ова. Овде пред се тоа е длабоко економски проблем. Јас се обидувам да сватам како размислува владата во овој момент и оние кои му ги спремаат пакетот мерки не само за образованието, во овој период на назад, например СДСМ занимавајќи се со бомбата во своите редови што треба да експлодира, таа заборави да реагира на еден куп многу важни мерки кои владата ги донесе во последните 20 дена, особено во делот на финансиска дисциплина, околу задолжницата, околу амбиентот економски на домашните инвеститори во земјава, што треба да работат, што ќе видите после православниот Божич, што ќе се случува во Македонија во тој сегмент. Значи, до православен Божич ќе биде све како што треба. На 7 вечерта ќе се прекрстат инспекторите, на 8 тргаат во поход. Тоа едноставно така ќе биде. Веројатно така мора да биде, заради тоа што државата веќе финансиски е истоштена, стигаат генерации за работа, тоа е овие нови генерации кои на еден некритички начин студираат цело време во овие последниве години, едноставно таа генерација стигнува да работи сега во овој период. Не секој може да замине во странство, многу луѓе заминаа во странство. Тоа е социоекономскиот проблем на македонските граѓани денеска. Македонија нема 2 милиони жители, тоа неколку пати го кажав и во кампањата во април кога беше. Македонија денеска реално во овој момент во Македонија живеат не повеќе од 1,6 милиони граѓани. Значи околу 300-400 илјади граѓани се иселени. Кога се иселени не е ни важно, дали за 23 години, дали за 10, дали за 30, едноставно не постојат. И што е многу пострашно, трендовите на иселување од земјата се многу силни. Сега, младите некни кога се собра ова студентско движење кое се појави, тоа е уствари таа реакција на моментот. Да ги прашате нив, веројатно тие и не знаат на што конкретно реагираат, тие конкретно на екстерното реагираат. Меѓутоа, таму имаше и ВМРО-вци. Во тоа, професори кажуваат дека се тоа ВМРО-вски активисти, еден голем дел се од нив тоа. Тоа е заради тоа што едноставно дипломирал и сега по сплетна околности тој е натеран да оди на магистратура сега, 3+2 ќе оди сега ќе студира. Наместо да оди да работи некаде, тој сега треба уште да магистрира, не сака да магистрира секој. Значи сака да работи. Значи во моментот економијата кога вие правите такво силно, гломазно, сложено образование високо, каде што во секое село правите факултет и на еден некритички начин ги стимулирате луѓето да студираат, а не да учат занаети, да работат, да развиваат една локална економија. Вие морате да обезбедите паралелни процеси на инкорпорирање на таа работна сила која ќе се појави. Ради тоа што вие од тие луѓе сте создадели мислечки суштества за време на факултетот. Тие луѓе размислуваат, тие критички обсервираат.
и еве што се случува. Тоа е тоа. Значи, тоа се враќа некако како бумеранг на власта. И заради тоа не мислам дека е тоа производ на двете влади, внатре и на тоа, него тоа едноставно сега ја гледаме онаа погрешна образовна стратегија која била имплементирана пред 5-6 години. Така беше Зико, види, и пред 5-6 години го зборевме истото, тогаш не зачуткуваа дека сме непријатели предавници. Еве сега ние не зачуткуваме, сега други зачуткуваат. Не само тоа, што се реформите во здравството, истото тоа. Они веќе не памтат колку реформи направија после своите погрешни реформи. Така Памтите кои беа се министри за здравство, да се потсетуваме овдека како се најавува со фанфари и така натаму. Истото се случи со социјал, истото образование. Сите големи системи ги заглави. И сега е водата до тука, ја викате ВМРО-вци, абе на сите им е водата до тука. Така. Нема веќе. Во Македонија министар за здравство како што имаме сега не сме имале никош. Па добре се, он е способен човек и така не. Се пати то кад револт, шпрехор, кад масовитет, то трињиве студента. Sparite ndërlidhen në pyetjen tuaj parashtruar se a ka mundësi pra regjimit mposhtet përmes bombës kushtimisht, dhe e dyta përmes protestave. Është shumë vështirë parashifet, për shembull sjellja e një subjekt, një personi i cili nuk duket si normal apo duket si i dehur. Pra ju mund bëni analiza të personave normal dhe mund nxjerrni një rezultat sepse bëhet fjalë për një person normal apo shumë persona normal. Ne duket se nuk jemi normal ose jemi dehur. Pra sjelljen e personit jo normal dhe dehur nuk mund ta parashihni se çka mund bën ai. Më duket se këtu bëjmë pjesë edhe ne. Fatkeqësisht kemi një opinion pa ndërtuar, një opinion i cili tan kohës kalkulon dëm të vetin. Pra një lloj si logjika e bigjozgjiut. Ai gjithherë mendon se do të fiton, gjithherë humb, se s'ka bigjozgji i cili është pasanik dhe i cili gjithherë ka fitu. Më duket se kalkulimet e thjeshta tipit ta punsoj djalin, vajzën, ose unë ta avasohem dikund, apo të regjistrohem, apo biznisit të më ecë, apo të morë tenderat caktuara, dhe e dyta frika, pra për mu brengosë që është e frikës dhe besoni që çdo libër që ta gjej ku ka epos shqiptare, Maqedon flas për shqiptarët e Maqedonisë, do ta nxjisë pra koftorin me to. Nuk e di prej ka ato epa ne i meritojmë me kaq frikë, kosovarë si që thujnë, me kaq tuc, pra një regjim i cili shkel çdo segment, aty qëndron indiferent, bile edhe servil ndaj atij, është e çuditshme. Shumë lehtë, për shumë edhe ne kemi mund të kalkulojmë, për shumë unë e Sasho kemi mund tash me sigurinë Havajet, jemi agje bukur të lajmi, ose surfing, dhe mandej përmes video komunikimit paraqitemi në televizionet që i përkrajnë pushtetin këtu dhe themi se ja, realizohen 100 hapat e rilindjes që çojnë drejt në xhenem, por që jo realiteti ne jemi pajtu pra mos profitojmë, dukush tash mos profitoni pra dukush do t'ju shpall diçka jo normal, sepse piramida kthim mbrapsht. Jo normalja është tash normale dhe e kundërta. Normale jo normale. Nëse jeni ndershur tash është problem, ju më njëherë shoqëria rrethi ju hudh. E prandaj kemi sjellë këtë situatë, mbas 30 vite, pra 25 vite, gjithë shoqëritë kanë shku para, janë shumë fishu pra zhvillimet dhe standardet, që ne kemi dy fishrapje. Dhe tani lirisht ne mund ta shajmë Titon, i cili prej 1946 deri 70 fiks ka 24 vite, e 12 fishoj standardin, tash ne gjithë ishitëm ai që i fitoj, komunist i përbetuar, e standardin e kemi dy fish më të vogël. Për çfarë është logjika tash a fashizëm, a komunizëm, a demokraci, autokraci, por standardi është ai që është. Pra kjo një kaos, cilën është vështirë që ta emërojmë se si, sepse gjithë negativitetet preizmave i ka thithë ky sistem që menaxhohet tash me këto dy parti, rend parë pra partia VMRO dhe BRI. Го спомна стравот, луѓето живеат во страв поради ваквиот начин на владење, но дали ќе дојде моментот да се охрабрат луѓето веќе? Видите... И во овој контекст, Груевски не е сам во владата веќе со години. Има и коалицијски партнер, кој, за жал, сега веќе почнува да глуми дури
ароганција слична на улогата на ДУИ во етаблирањето на овој авторитарен режим во Македонија ќе остане значајна во историјата. Значи ДУИ не може на ниеден начин да се амнестира од одговорноста за ова што ни се случува. Ако ништо друго, барем не мораше толку пари да се слупаат на разноразни глупави проекти кои што сега ќе ги исплаќаме генерации напред. Ако ништо друго, без согласност на ДУИ, бар парите не може. ДУИ се вика тоа се случило 2006-2008 кога не биле на власт. Ќе видиме што вика ДУИ, ќе видиме откако ќе си заминат, што ќе се каже и така натаму, но ДУИ е дел од приказната, нема сомневање. Проблемот е сега што мене ми се чини дека они веќе немаат идеја што да прават. Ниту ДУИ, ниту ВМРО. Они се веќе при крај со идеите. Пред некој ден Зиков тоа подобро го следи од мене. Гледам дека им пропадне на аукција на обврзници, разбира се, немаше никаков интерес за откупување на државни обврзници. Парите кои што им се неопходни веќе им требаат на дневно ниво. Гледате дека не можат сметки за струја да платат. Значи школи се затвараат и болници затоа што не можат сметки за струја. Ја преоптоварија администрацијата, толку многу луѓе се вработија. Домашната економија, како да ви кажем, тоа е неверојатно да ти потрошиш таква енергија и пари на странци викање, да од тоа имаш еден минимален ефект, да кажем, или крајно скромен, а да целиот домашен сектор го оставиш да искрвари. И да сега тој сектор кој што треба плаќа даноци, да рани пензионери, студенти, невработени, што да прави сега? Тоа е дојдено. Што е одговорот на тоа? Казни. Видите, тоа се последните упоришта на глупоста, дека со казните ќе го тераш општеството. Да, општеството е во една состојба на страв, бидејќи во авторитарните режими стравот е битен елемент во владењето. Но да ви кажам, тоа кога ќе пукне, кога ќе паднат пердињата и кога ќе престане тоа да биде фактор, потоа ќе бидат хаотични процесите. И тоа е нешто што никој од нас не го посакува. Но тоа ќе биде последицата на вака заглавено, вака зарибано општество. Како што овие се потрудија, во 9-та година не донесува до таму. Јас лично мислам, тоа веќе го кажував, следната година ќе биде година на разврска и таа нема да биде пријатна. Мислам, видите, ја уопште немам никакви илузии за кои се тие што би дошле после нив и што би правеле. Господ на помош нека има. Меѓутоа, ова кога ќе престане да се тркала, а го гледате уморот веќе, Ставревски, Сирот, мислам дека изгледа пропаднато да веќе не може да... Груевски, кога ќе се јави, се поредко се јавува, он до душе не е по далечни дестинации, бара инвеститори, така, не? Ја не сум го видел Али Ахмети кога последен пат кажал нешто. На 100 дена влада. Може на 100 дена влада и така. Значи, повеќе нема ништо да се... Тука на Алсат кажал. Е толку. Тоа беше пред 100 дена, кога стана дел... Немаат веќе идеја. Тоа ми е... За ваква ароганција на власта, дефинитивно не може да нема вина и опозицијата која, за жал, толку слаба, и албанската и македонската. Дали тоа им дава крилја, они да бидат толку арогантни и слобода? Може би тоа не им дава крилја, меѓутоа јас пред една година изјавив дека тоа уствари не ги бутка овие, значи од власт. Проблемот е што опозицијата нема крилја. Овие немаат крилја, подолго време се согласувам. Значи тоа е истрошена туба од идеи, имало добри намери, како да, и патот до пеколот е поплочен со добри намери, како рекле. Значи добри намери има, јас и денеска ќе кажам, после 9 години владење, дека политичките и економските програми на Никола Груевски и на ВМРО ДПМН се најдобрите напишани програми во 23 години независна Македонија. Не е тешко да се напише. Ги земете. Значи во тој момент. Убаво е тоа. Значи меѓутоа во исто време многу пати сум кажал дека политиките економски се имаат еден проблем, а тоа се конфликтност на целите кои треба да ги постигнат тие политики. Вие не можете. Ова Сашо ме посети на тој дел од дискусијата, па тоа важи и за опозицијата во суштина. Значи не можете да водите економска политика на прибирање странски инвестиции, при тоа ефектот од сето тоа да биде 10 до 12, 13, 15.000 нови работни места отворени во фабрики каде што платите се до 15.000 денари, 250 евра. Значи, и каде што луѓето секој ден размислуваат како да си заменат од таму, заради тоа што тоа е најбруталниот капитализам од пред 100 години кој се применува во тие фабрики во моментот, заради тоа странските инвеститори дошле овде. И од кој немате никаков приход како држава, нити данок, нити царина. И не само што немате приход, него уште и субвенционирате од буџетот 50% од бруто платата, им правите до 500.000 евра максимум хали и згради, струјата и комуналите им ги носите без пари, гасот им го донесовте без пари, при тоа ја одложивте либерализацијата на пристап до електрична енергија оваа година,
Значи, ги принудувате да купуваат струја на регулиран пазар, на тврдо регулиран пазар, нашите домашните компании, а тие другите се по други правила таму во Бунерџик. И сега имате една таква ситуација каде што домашните компании, тоа се луѓе кои во транзицијата од 23 години. Па ако сакате сега овде стајте ги и оние у приватизација предпријатија и оние кои се формирале после 91-а, како нашите предпријатија, секој што има приватно предпријатие. Тие луѓе што направиле, сега знаете како се муабетите во чаршијата. Што направивме, сега можеме да затвориме, барем тоа право е неприкосновено право и тоа право никој не може да ми го земе денеска. Тоа е правото да ја затворам мојата компанија и да однесам во стечај. Значи, сега, што се случува? Значи, ако тој тренд земе замав, а веќе јас ги гледам знаците, дека полека зима замав, тоа значи дека сите фондови на државата во еден период ќе се излизгаа, значи ќе дојдат во прашање. Тоа е период 2015, евентуално 2016 година. Значи, овде круцијалното прашање е до година ова време, пред нова година кога ќе дискутираме, ако овие трендови продолжат, веројатно ќе дискутираме за помал буџет кој ќе треба да се гласа во парламентот, а ратата која ќе доспее во јануари и февруари за плаќање кон меѓународните кредитори ќе биде поголема. Тоа значи дека гапот за кој ќе треба Македонија да се позаеми надвор е многу голем во таков случај, заради тоа што приходите во буџетот оваа година 15 ќе бидат мали, заради тоа што многу компании ќе затворат, многу вработени ќе останат без работа и ќе одат на биро, значи ќе мора да има веројатно и поголеми социјални помоши што ќе треба буџетот да ги дава, значи буџетот ќе клапне во еден голем дел и заради тоа јас следејќи ги овие мерки на владата во последните 2 месеци, ја препознавам ракопис на паника. Во суштина во целата оваа работа, ова е гасење пожари, ова не е конзистентна економска политика. Знаете што ќе биде последниот сигнал, кој ќе влезат во печатницата да печатат пари. И тоа ќе биде крајот на приказната. Пошто инфлацијата ќе дојде за 2 недели. Сега, каде е во ова опозицијата? Значи, јас во неколку наврати ќе останам конзистентен на моите ставови, без разлика дали се согласувам или не. Јас реков дека празлочинот на целата оваа работа и зошто денеска оваа влада се однесува на начинот на кој се однесува и ги води овие политики, во суштина извира во не можеме да ги амнестираме овие 23 години поминати во Македонија. Тоа е во раните 90-ти години, во целите 90-ти години, значи кога падна СДСМ, падна во 98 година. Значи таму некаде е тоа прапричината на сето ова што се случува денес. И сега кога ќе го гледате вие Заев, кога ќе го гледате Никола Груевски, тоа се два лика на политичката сцена кои во еден период се преклопиле со претходните нивни шефови, на пример Бранко Црвенковски и Љупчо Гергиевски. Значи тоа се нивниот производ. Значи сега се обидувам да го барам решението. Се додека е вака поставена политичката сцена, со слаб албански корпус во општеството, значи тачи претпоставувам политички е нигде, со нокдаун во Дуи, значи во моментот, пред нокаут, значи имате една ситуација во која решението ќе мора веројатно да се бара можеби на среден рок, со тоа што ако се смени утре влада, да дојде таа друга влада, таа многу брзо ќе падне. Значи, мора да се појави лик од пепелта на оваа наша ситуација, тој лик да биде нешто налик на ова што се случува во Грција, сите шанси се дека Сириза ќе победи во февруари на изборите, а тоа е Алексис Ципрас. Меѓутоа, таму е многу интересен моментот што е сличен на Македонија за кој сум зборувал и пишувал многу, а тоа е дека ударот на Сириза и растот на Ципрас во суштина ги спои ПАСОК и Неа демократија и тоа е тој феномен што го има и во Европа во неколку држави, значи се појавува. На Балканот не знам дали постои таков случај, меѓутоа во Македонија може на крајот да се деси. Ова е не, да ги спои интересите СДСМ и ВМРО во една влада. Значи, тој момент ќе биде моментот кога веројатно во Македонија за прв пат после долго време ќе се вмеша меѓународниот фактор да се обиде да ги реши и оние други прашања кои се оставени за решавање со кои ние се мачиме, а за кои ВМРО веројатно нема политичка волја да ги решава во овој период. Okej, kohaš për pauzën e dytë për reklama, kthehemi pjesën e tretë dhe të fundit të debatit tonë sot.
Сега имам пjesën e tretë të fundit në debatit në mysafir, zoti më sel ju deshat të ndërlidheni me Zikovin në fund pjesës së dytë. T'ju japim shansin. Mirë, në lidhje me atë se çka mund të bën opozita në kohën që ka mbet. Fakti që opozita ka humbur një kohë gjatë, ndoshta objektivisht edhe për shkak të aspekteve të organizative të brendshme, ndoshta për shkak mungesës mediumeve, të cilët gjithëherë kanë satanizuar pra këtë segment dhe gjithëherë kanë demoralizuar që mund ajo të organizohet dhe të forcohet që të kundërvehet pra pushtetit. Megjithatë fakti që gjithçka pra ka fundin, si ndonjë lum për shembull mund ta ndalim gjithkohë me një digë, me një pend, por ai gjithkohë akumulohet dhe mandej çështja e kohës se kur do të plas. Por përsëri potencoj sa i përket opozitës, pra nuk është më koha 5 në 12 për 12.5. Pra definitivisht opozita duhet jetë e vetëdijshme se asnjë diktaturë gjertani pra nuk ka ra me zgjedhje. Ose ka vdek diktatorin si vdekje natyrore, ose ka ndodhur revolucion apo grushteti brendshëm. Në mënyrë demokratike është absurde. Unë mendoj se ai bindje se me zgjedhje të rrezohet një diktaturë veç është kriju dhe është forcuar edhe në qendrat vendose të opozitës. Çështja e ditë se vobeksia, kriza, borxhet, po ashtu mund të jetë një segment i cilët mund ta shpejtojnë procedurën e rramjes të regjimit, që unë nuk jam i bindët, sepse shpesh herë pra këtë edhe shkenca edhe praktika e tregon se në situata caktuara, pra ku nuk kemi ndonjë vetdije më të ngritur politike, vobeksia përkundrazi e përforcon pushtetin. Sa ma i vobekët tjetë popullat, as ma letë është e kontrolueshme. Ja, unë vetëm do të tregoj një përfaqësues i jashtëm i cili ka marrë pjesë në mbikëqyrjen e zgjedhjeve që u mbajtën të fundit famoze tonat, dhe për cilësi do persona pra të cilët ai kishte angazhuar drejt për drejt, ja kishin përcjellë këtë skenë. Pra dikush, ndonjë person i vobekët, i cili me siguri e ka pas pikpyetje ekzistencën biologjike, prej partive politike dikush i çon pra një thes miell dhe vaj, dhe personi pra ulet në ujë dhe i lutet Zotit, i dhasht Zoti jetë gjatë XY-it. Pra, nga pushteti, sepse që nga kujtu të mbjere një thes miell dhe vaj, pra ai logjika e atij nuk hyn thellë në shkaqet, ai shef në pasojat, pra ai e shef si shpëtimet. Pra personi vobekët shumë më lirë mund ta blesh, pra pa liri sociale dhe ekonomike nuk mund të keni liri politike. Fatkeqësisht pra gjithë këto reforma thojza të cilat i aplikon në regjimi ekzistues duke parashie edhe dënimet. Pra dënimet janë një metodë friksimit, pra e kuzimit. Pra edhe kjo që eksterne lidhe me studentët dhe friksim, pra që çdo student mendojë gjendoj lidhje nga pushteti që mos i nënshtrohet një procedurë rigoroze ta humbje vitin pa të krijuar një varfshmëri psikologjike. Mendoj se definitivisht opozita duhet dalë me qëndrim, se në Maqedoni është realizuar grushteti i jeshtur. Pra grushteti nuk është tjetër përveç suspendimi i institucioneve. Ato institucionet të janë suspenduara nga ana, mund të shohim se janë totalisht suspenduara, veç ligjeve funksionime direktiva jo partijake, personale, se unë nuk shoh thënë se menaxhon vëmëroja me këtë. Pushtet menaxhojnë 2-3 persona të cilët janë thellë të lidhet me nën tokën, kurse njerëzit u afrojnë qiellin, pra e çojnë qiell me mashtrime, çështja e emrit ka qenë vetëm një argumentim pra si ta hipnotizojmë masën, ta çojmë qiell, mos e shohim se çka do ndodhe në nën tokë. Pra këto probleme domosdoshmë duhet të zbërthehen. Sa i përket BDI-s, BDI-ja seriozisht duhet ta shtrohet çështjen. Se për çka ishte 2001-shi? Vetëm që zaventohet Lupço Georgievski me Nikola Gruevskin. Lupço Georgievski sa do pak linjë gjerale kishte shumë shëndosh. Ne tash për shembull do të ishim antarë e Unionit Evropian me Lupço Georgievski. Me Nikola Gruevski ne jemi 15 vite tash e larg Unionit Evropian. Pra 7 kemi ose 8 kemi dhe 8 që nuk i kemi fituar. Pra 16 vite. Rekao da ni sledi ključna godina 2015, što će se случуват много работи. Секогаш кога сме поставувале рокови или нешто, сепак не ни се случувале големи рокови.
барем од практика, од тоа што се најавуваше и од политички партии, вака ќе биде за 6 месеци за толку да. Право сте, видите, не се распаѓаат вакви системи баш така како што би посакувале тие што сакаат демократија и така натаму. Ова е сепак една голема, еден од карактеристиките на авторитаризмот е што се тоа секојаш клиентелистички системи. Значи, од овој систем живеат реално 2-300 илјади луѓе во Македонија. И тие 2-300 илјади имаат што се вика инвестиран интерес за да опстане системот. Значи, но едно е факт исто така, без разлика на сите минатогодишни најави и така натаму, ситуацијата е полоша секоја година. И сега веќе се повеќе експерти, без разлика дали имаат или немаат политичка провиниенција, се согласуваат дека некако идната година факторите конвергираат. Вие имате реално една економска, како да ви кажам, една конвулзија, едно закочување кое што е веќе видливо, социјалниот момент е тој кој што е, иселувањето е кое што господин само помогна да малку оваа ситуација трае подолго од што можеше да трае. Бидејќи реално тој вентил на заминување луѓе значи помал притисок врз општеството дома. Значи, меѓу другото, не само социјален помал, туку и интелектуален. Вие у Македонија, ако 5-6 илјади паметни луѓе си заминат, толку е Македонија. Нема кои фирми да прави. Разбирате, нема кои фирми да прави. Така е, во секоја област. Па нема даноци, па нема. Но сакам да ви кажам, некако се гледа дека 2015, видите, и не само тоа, веќе и власта е уморна. Немаат веќе идеја што да прават. Знаете, они се способни, единствено што им работи 24 сати добро, тоа е пропагандната машинерија. Еве се, после оваа емисија можем да замислам што се ќе изнапише за сите нас, од тоа дека сме да одржат 5 пресконференции. Освен тоа, веќе ништо не им работи како што треба. И на нив им е тоа јасно. Ние сме гледале режими кои што се во последни години на владење. Вие гледате дека и таму има една свест дека работава се изгод раци, дека дај да видиме сега како полека тоа да се... Ова е афера, инаку. Ова што сега вечер ја дискутираме, е резултати на тоа. Пазите, вакви афери не избиваат ако не протечат од самиот систем. Значи, таму има еден слој од луѓе кои што разбираат дека работата веќе е при крај. И почнуваат да се редат во една друга колона кај со папки, со снимки, со едно, со друго, кај што се нудат за други трансфери. Некои со вакви намери, некои со такви намери, не се таму сите добронамерни, да се разберем. Но тоа е исто така еден доказ дека режимот веќе почнува како песок низ зраци да тече. Сега, тоа еднаш кој ќе почне да тече, потоа оди релативно брзо. Затоа што бидејќи не се потпира на демократски проверени институции, туку се потпира на страховлада. Во еден момент кој ќе го изместите режимот од тежиштето, потоа тој брзо се руши. Така што мислам дека 2015 ќе биде година во која што ние ќе мора како држава и како нација, во тоа мислам македонци, албанци, сите што живеат дека да решиме што ќе правиме. Зашто ние не можеме да издржиме уште многу години на овој начин. Оти после тоа има работи што не може да ги оправите. Кој ќе поминате на граница, после да дојде и, како да ви кажам, Нобеловци да дојдат со земја да раководат, отиде на работа. Кога ќе го изгубите економскиот субстрат, паѓа се. Значи, тогаш и демократски држави пропаѓаат. Иако постојат парадигми дека, како вели, држава никогаш не пропаднала заради економија. Не би рекол така. Значи, држави у денешно време се распаѓаат и се прават на економска база. Што е Украина? Што е војната помеѓу Русија и Украина во моментот, ако не економија? Значи, Македонија целиот овој период од 15-20 години не го дефинираше својот фокусиран економски интерес. Владите го злоупотребуваа и го манипулираа тој момент. И тоа се случи веројатно на крајот, ќе заклучиме и со оваа влада. Значи, во тој дел. Пак ќе потсетам. Значи, се што се прави во моментот, навидум изгледа силно, со многу енергија, меѓутоа на теренот, во делот на економијата, не се случува буквално ништо. Како е проценувано 15 и 16 можеби година, тоа е дека се помалку компании ќе се отвараат, се повеќе компании ќе се затвараат. Тоа директно кажува дека се помалку даночни обврзници ќе постојат во оваа земја. Очигледно и се помалку луѓе има. Голем дел од капиталот ќе се сели. Тие трендови исто така почнаа, тоа заборавивме преди да го кажеме. Значи голем дел од капиталот се сели веќе надвор од Македонија. Значи фирми кои оперирале со сметка во Македонија, као резиденти на Република Македонија, се стануваат резиденти на Република Србија. Значи, се регистрираат во Прешево, се регистрираат во Врање, постои таков тренд на македонски фирми.
Значи, во тој момент тој станува даночен обврзник на Република Србија. Зошто би плаќал тука пенали, казни и вака, кога таму релативно се уште во Србија можеш да функционираш додека и тој режим таму не се повампири. Значи во таа работа. И тие се на тој пат, учиш се угледува. Да видиме, таму мислам дека е малку подруга ситуацијата, али компликувана и таму. Да, меѓутоа наликува дека е патот тој. Меѓутоа мислам дека таму барем се далеку од тоа. Сега, кога доаѓаме до таа ситуација, природно е, кој сака нека е на власт. Значи, природно е кога вие на крајот на месецот ќе направите сметката. Значи, нема пари. Тоа се случува во моментот. Во моментот, во Република Македонија недостасуваат пари. Веќе е излитено прашањето каде се парите. Ние гледаме каде се парите. Можеби не може тоа сето, значи проблемот е се што не можеме да ги прибереме парите. Заради тоа што проблемите на Македонија и проблемите на светската економија, меѓутоа на Македонија се на краток рок, не се долгорочни. Вреѓаат интелигенција, оние кои велат дека ние на долги стази работиме, ефектите од реформите ќе ги видиме на долг рок. Не. Нас ни треба блицкриг во економијата. Нас ни требаат компании, инвестиции и нови работни места сега. Утре, во 15-та година, тоа се нови даночни врзници. Фондовите, само една мерка ќе споменам. Породилното, дека треба да го плаќаат собствениците на компаниите, е темпирано таа промена јануари 2016, ако не се лажам, значи за една година. Значи тоа што значи, како ја го преведувам. Тоа некој седнал во кабинетот и рекол, ние имаме пари за уште 15-та година овака да го тераме, во 16-та година ние немаме пари. И ние, тоа е срам пред идните мајки, да не можеш ти да им дадеш. Кампања за трето дете. Значи, тоа е веќе не се ни тера таа кампања ако гледаш. Значи, година дена веќе ја нема кампања. Значи, тоа не е важен момент тој. Моментот е дека фондот за здравство нема пари. Значи не може да те сервисира. И сега, можеме ние се да слушнеме од таму, дека тоа се прави заради тоа и тоа, тоа и тоа. Меѓутоа, моментот дека недостасува, тоа јас го знам како човек кој излегува од реална економија. Значи, ви кажувам секојдневно, денеска го правев цел ден тој разговор со луѓе од тоа. Во Македонија постојат меѓу 500.000 луѓе, деловни активни македонци кои го работат. Ова е мала држава, ова е мала економија. Се согласувам со Сашо апсолутно дека можеби силните трендови на иселување кои можеби беа стимулирани на еден начин, на некаков начин, придонесоа да тој притисок на невработеноста падне. Меѓутоа на среден рок тоа има голема штета заради тоа што нема кој да води деловна активност во Македонија. Сега имате и други трендови. Нема никој да праќа пари од страна. Например, и тие странски инвеститори кои доаѓаат овде се соочуваат со проблемот да најдат работна сила. Дрекслер Мајер 4 години не може да ги напуни капацитетите во своите погони. Во тој дел, значи нема работници. Многу негативни мерки кои се одразуваат врз домашниот бизнис се во правец на тоа да луѓето од домашните инвеститори ги затвараат бизнисите, а вработените да може да се инкорпорираат во странските инвестиции во Бунарджи. Зиков, кога последен пат биле во Визбегово? Да прашаат тие 50, 100, 200, абе извини, ти вработуваш 10 души, како да ти помогнем уште 20 да вработиш? Абе доставише су брата рој приказки дека овдека ќе дојде и 50.000 луѓе ќе вработи. Абе дај овие што ранат 10 фамилии, како да ранат уште 5 ако може? Мора да се заврти и на крајот да се свртиме кон домашните инвеститори, домашните компании и македонскиот проблем, кој ќе ги тргнеме бомбите на Заев. Кој ќе тргнеме меѓуетнички релации, така натаму. Кога сето тоа ќе го тргнеме кој што го злоупотребуваме во дневната политика. Ова е мала државище. Ова е држава со капацитет на Босна, Косово, Црна Гора, ако сакате. И оваа држава во суштина се решава многу брзо. Меѓутоа со искрена економска политика која ќе оди во тој правец, а ние мора да се свртиме кон домашните инвеститори кои остануваат во Македонија и инвестираат. Затоа реков 500 луѓе има во државата такви. Можда 1000, можда 2. Меѓутоа, ако од тие 500, 200 затворат оваа година. А 300 се под притисок. А 300 рекетирање 2016 ќе затворат. Се прашувам овие 2,7 милиарди, кои не се ни 2,7, него се 2, реално се 2,3, 4 бидејќи остатокот од 2,7 е кредити. Значи, тие во 2016 ќе зборуваме дека се 1,8. А потребите на државата со 180.000 администрација и со задолжување останале исти. Тоа е пластичното објаснување на нашиот голем проблем. Тогаш веќе нема да биде важна бомбата на Заев. Тогаш бомбата ќе ја прават студентите, граѓаните и така натаму. Бидејќи сме сосема на крај, уште еден круг на прашање за сите, дали
ќе може да преживее ваквата коалиција со уште едни брзи предвремени избори. Зашто тој рецепт го употребија до сега постојано. Никош немавме реални избори. Mendoj se objektivisht zgjedhjet e parakohshme janë absurde, pas që mundet të mbahen, pas që kanë ndonjë vizë nga faktori jashtëm, pas që brenda mund të kenë ndonjë konsenzus përgjithshëm as më shumë opozita. Nuk konsenzus, i kanë votat, i kanë numrat dhe mund. Jo, nëse opozita amblok bojkoton ato zgjedhje, atëherë efekti nuk është ai që duhet. Por unë kisha thënë diçka tjetër që është e lidhur me pra ardhmërinë ose mos ardhmërinë apo pa ardhmërinë e këtij regjimi. Mendoj se ne të tre kemi kontakte me struktura ndryshme diplomatike dhe mund të bëjmë krahasime si kemi biseduar më herët dhe si bisedojmë tani. Respektivisht si ato i plasojnë problemet tani dhe si më parë. Për shembull, më herët shumë lehtë kishin ato se mpitje një sistem, një shtet i vogël, i cili duhet t'i kalon të smundje, problemi jemi të eksploatohet për forcim të një pushteti, por ajo do t'jetë kalimtare. Dhe fundit neve në projekte ndërkombëtare pra nuk na dëmton maqënia kur gjë. Kjo ishte retorika. Por brenda që se keni probleme urdhoni ju rrëzonja për mos pritni prej neve që tua rrëzojmë sistemin. E tani më duket se ajo ndryshon. Supozit ndryshon për dy arsye. E para është se marrëdhëniet ndërhetnike kanë arrit kulminacionin e vlimit dhe mund dalin nga kontrolli që mund vjen një situatë pa lakmueshme. E dyta është se një regjim i cili është serioz, pra seriozisht diktatorial, me elemente serioze të fashizmit, nëse tolerohet një kohë më gjatë, ai do të jetë mesazh ndaj gjithë pretendentëve diktatorial të rajonit, që mbasi bëni Gruevski ose ngjashëm si ai, ta bëjmë edhe ne, nuk është problem, vazhdojmë madje. Pra kjo është çështje që stop duhet ti thuhet ti regjimi dhe ta shohim se çka do jetë. Shumë shkurt. Значи, избори секако ќе има на прогат и тоа веќе јавна тајна и веќе се дискутира. Во авторитарни држави честите избори се прават за власта да покаже дека нема алтернатива. Значи, не се прават затоа што они уште еднаш ќе победат, туку на јавноста, на народот покаже, видите, ние можда не сме совршени, али вие другиве за ништо не ги бива. Тоа е причина за тоа. И второ, тој тип на власти не губат власт на избори. Може би тие еден ден на избори ќе ја изгубат власта, но верувајте дека пред тоа ќе се случат многу други работи. Така што и оваа власт нема да падне на избори, туку ќе падне пред изборите. Кога ќе бидат тие избори ќе видиме. Ова што сега го спремаат за април, за мај им е неизбежно, бидејќи после се ова што го разговараме и на нив ќе им дојдат работите до таму. И јас не сум сигурен дека овој пат нивните планови ќе излезат така како што би ги посакувале. Да, ако бидат изборите предвремени, јас ценам дека повторно оваа влада ќе биде влада, значи што имаме сега, така да ќе се потрошат само пари и ќе биде исто, тоест нема да биде исто, ќе има реален мандат од уште 4 години оваа влада, значи година дена повеќе во таа работа. Меѓутоа проблемите пак ќе останат, значи во претходната тура оно што го разговаравме, значи тие проблеми остануваат. Значи тоа се пика нешто под тепих, меѓутоа веќе не може под тепих да се пика заради тоа што таква е дојдена ситуацијата. Како ќе дојде до промена, јас не сум овде убеден дека меѓународниот фактор може, па дури ако сакате дури дали и треба да се меша во таа работа. Ова е наша работа на крајот на денот. Ние на крајот на денот сами ова ќе го решиме во Македонија. Македонија, ја верувам, или можеби повеќе сакам да верувам, дека сепак на крајот има свој капацитет да сето ова го реши. Во 23 години помина многу тешки моменти. Оваа фаза е исто така многу тешка. Мислам дека пак ќе го повторам тој израз, на пепелта на сето ова ќе се изроди еден нов мејнстрим во Македонија. Ова е важна лекција во развојот на нашата демократија. Секоја нација треба да се зрее. И може овој период дури ќе биде уште посилно интегрирачки во меѓуетничките односи, заради тоа што на пепелта на се во ова може ќе излезе група која е од мешан етнички состав.
на тоа. И веројатно тоа е таа блиска... Тоа би било идеалното за Македонија. Идеалното за Македонија за новото време, кое тогаш би добило подршка на меѓународната сцена, како ситуација. Не поблиску сум тука до Сашо. Ја мислам дека избори можно да има, меѓутоа со претhodен договор дека овој режим мора да замине и за да биде тоа попластично. Што и да се случи, ние сме тука и ќе следиме што се случува и ќе бидеме и ќе има простор во оваа студија да дебатираме и да разговараме. Така и викам ја и нови од власта. Не се крете, ќе паднете, ние ќе бидеме тука. Ju faleminderit që ndalkoheshit me mua dhe shikuesit e televiziunit Alsat. Ju faleminderit juve për momentin të nderuar shikues. Bashkë miru pafshim, shifemi të njëjtën e ardhshme në të njëjtën kohë.